Господине министер, во владината програма има ветано намалување практично на јавната администрација, 10% помалку јавни институции, мало професионална ефикасна јавна администрација. Дали може да ни кажете дали веќе има план, дали се работи на тоа како ќе се намали јавната администрација, како ќе биде тоа намалување, на каков начин? Токму тоа е и причината за отварање на еден ваков тип на дебата, да ги слушнеме сите засегнати страни. Јас во овој момент не би сакал при самиот почеток на дебатата да шпекулирам на начинот како тоа ќе се прави и дали воопшто ќе се прави, но откако ќе биде завршена дебатата, секако дека ќе ги слушнеме сите засегнати страни и на крај ќе донесеме конечно решение. Само појаснување од ЕСК, рековте дали воопшто ќе има. Прашањето беше во насока не зависи кратење на администрација само од законските измени. Веќе има законски можности како може да се скрати администрација. Например, може да се позаимат више вработени од една институција во друга институција или да се прераспределат по сектори и слично. На такво кратење мислевме. Дали веќе сте размислували за тоа? Видете, сега има повеќе министерства кои што се нови, вклучително и нашето, кои што има дефицит на кадар. Што значи една од опциите е со превземање на кадри од другите институции да се зголеми капацитетот на кадровската поставеност на сите органи, вклучително и на новите министерства. Но во овој момент, за да оставам да се дебатира, не би сакал да шпекулирам со било какви измени кои што ќе бидат финална верзија на сите три предложени закони.